Штип и источниот регион одамна ќе имаа модерна клиничка болница доколку ВМРО ДПМН останеше на власт, изјави во Штип пратеникот Антонио Милошовски, кој денес на лице место се уверуваше во која фаза е изградбата на болницата. Доколку се продолжеше во 2016 година со темпото кое што предходно се однесуваше на клиничката болница, таа досега ќе беше завршена и функционална. Сметаме дека е голем пропуст, не само за од градежна гледна точка, но пред се од здравствена гледна точка, што актуелната власт ја заборави Штипската клиничка болница, која што е битна не само за штипјани, туку за цела Источна Македонија, ќе можеше во вакво време на пандемија, но и за другите хронични болести да биде една здравствена установа која што ќе пружеше многу подобар и по квалитетен здравствен третман на сите. Која според Милошовски е причината за застојот на градбата на новиот објект? Мислам дека причината на застојот е веројатно неуспехот да се договорат за некои провизии, како што гледаме и со самата тема за вакцините. Гледаме дека за вакцините владата, Министерството за здравство, наместо да се обратат кон кинеската држава и министерство, оделе да набават вакцини преку една фантом фирма, регистрирана во Самоа, на Пацификот, во еден даночен рај, и потоа и во Хонг Конг, фирма која што има само 3 вработени, и фирма која што веројатно знае повеќе да работи со провизии, отколку што работела со медицински или фармацевски продукти. Интересот за објектот на клиничката болница во Штип можеби не е единствен. Дали постои агенда за посета и на други објекти иницирани од ВМРО ДПМН? Не, денес ќе имаме средба со помлади луѓе, студенти, ќе разговараме за нивните потреби, предизвици и проблеми. Ќе имаме разговори со стопанственици, за да се запознаеме со стопанството во Штип, изголемениот број на невработени, кој што има од прилика околу 5600 нови невработени лица и представува голем товар за штипјани за стопанството, и ќе гледаме да имаме средба и со здравствени работници да поразговараме за условите во кои што се работи во Штип во овие услови на недостаток на вакцинирање и имунизација.